во Израел и Иран. Значи, тоа е еден мал пример дека луѓе како мене и како тебе седат на високи позиции во луксузни простории некаде во Тел Авив и не знам каде и одлучуваат што ќе правиме ние сега. Значи, не ги интересираат 2, 5, 10, 20 милиони луѓе кои што живеат, кои што се обични луѓе како јас и ти, туку ги интересира моќта, ги интересира егото, само мене. Значи, јас како ќе одлучам, јас сум сега на оваа позиција, како што и кај нас политичариве не ги интересира грото народ како живее, така исто, знаете, големо зло и помало зло. Значи, не ги интересира како живеат другите луѓе, затоа и во Техеран и во Израел има толкава миграција сега, значи луѓето не сакаат војна. Туку некој кој што стои на таа позиција, врз основа на неговата одлука за таа војна, гледа страдаат милион луѓе. Милион луѓе. Ама во Библијата има еден цитат, стих, кој што вели: ниедна власт не е случајна. Секоја власт на човекот му е дадена од Бога, како казна, како проклетство, како грев, значи гревот кој што го живее колективот, или како награда врз основа на тоа што народот го бира. Што значи дека сите овие војни, сите овие страдања, па и болести, се што доаѓа во општеството, се последица на колективот, на оно што го дозволува. Еве, ако земеме таа страна на Израел, па он направи геноцид. Сега дали е тоа карма на Палестина? Дали е тоа гревот на Палестина, на Газа, врз основа на делата од се си има зашто, се си има причина и последица. Иако повторно ќе кажам како во овој момент кој што го споменав за евреите, значи за филмот со Оскар Шиндлер, за да се развие малку таа емпатија, значи ние сепак без разлика на гревот на другите луѓе и што заслужиле или во каква судбина се нашле, ние мораме да ја негуваме таа емпатија и да го спречиме злото. Значи тука да се ние поправиме. И што сакам да кажам? Израел, колективот на Израел, луѓето во Израел молча сите овие година и пол, 2 години и повеќе колку што трае војната во Газа. И гледате сега нив истото ги стигна. Затоа што луѓето молчат према оние кои што им ја водат државата. Молчат, не излегуваат на протести да го спречат убиството, поморот врз Газа. Толку народ се уништи, цел град се уништи. Значи, гледате, и затоа потоа ќе видиме дека таму се случуваат нешта кои што не се добри. Гледате, народот е тој што молчи. Зашто да молчам ако гледам дека еден човек, па и 10 нека се на висока позиција која што јас, фактички они живеат заради народот што ги бира и функционираат, тие молчат и дозволуваат нивната држава, која што впрочем е народот, да уништува толкова број во друга држава. Истото се надоврзува и тука со Шиндлеровата листа. Оно што сакам да го кажам е дека луѓето треба да имаат малку емпатија. Значи да имаат свесност и да се залагаат за другиот. На тој начин ќе се неутрализираат овие високи функционери и да ја подигнат свесноста, се разбира, за секое зло во општеството кое што им се пласира и кое што се дозволува, но и кое што се поддржува од нас. Значи, ги поддржувам филмовите, ќе ми стигнуваат се повеќе филмови на телевизија такви. Ги поддржувам кликовите на YouTube со некои површни вредности, се повеќе оној што е во телевизија ќе види на YouTube што масата на луѓе гледаат и тоа ќе им го пласираат. На овој начин, со нашиот клик, со нашиот даунлоуд, со нашето отварање, со нашиот лайк, ние сме тие кои што го поддржуваме злото, од друга страна ние сме тие кои што го дозволуваме злото да седи на ваквите и на позициите во телевизијата и во медиумот и во политиката, затоа што Бог гледа што кликаме.
гледа што сакаме, гледа на што се лепиме и тоа и фактички ни го дозволува.